civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. По-конкретно, која е вашата оценка за политичките состојби и процеси по предвремените парламентарни избори што се одржаа во јули? Веќе сме нели владата се формираше на 30 август. Би се рекло дека сме некаде на почеток. Кои се вашите видувања? Парламентарните избори, овие парламентарни избори, морам да бидам искрен и реален дека некои структури повторно се обидоа да го повратат тоа националното. Според мене, мислам дека тоа е погрешно и мислам дека тука и текако структурите, политичките структури, политичките групи на повисоко ниво треба да поведат ред, затоа што ширењето и враќањето на национализмот, знаеме дека сите е многу лесно да се добијат избори, или многу е лесно да се манипулира кај граѓаните со националните чувства. Било да се тоа македонци или албанци или други националности. Иднината и апел до сите политички субјекти кои ќе излезат на говорница да се борат за економија. Кој што ќе направи во наредните 4 години, да се борат за социјална правда, да се борат за ред и поред нова држава, како што е преска спомнате. Сето другото, кој што го промовира на овие избори, за жал, мене тоа не ми се допадна, но за среќа не успеа. Мислам дека граѓаните го препознаат тоа, затоа што мислам дека заврши времето на големи патриоти и големи националисти. Мислам дека граѓаните веќе се итекако свесни дека напредокот на оваа држава и промовирањето и влегувањето во Европската унија е токму концептот на соживот и на мултиетничност. Се другото е погубно. До локалните избори имаме една година. Кои се вашите прогнози? Што станува вие како градоначалник на општина Чашка да остварите, односно да го постигнете, што не е завршено? Така, ако ги прашате градоначалниците, секој има различно мислење. Што значи тоа? Тоа значи дека секој затекна различен пристап и различни состојби во самите општини. Веќе ја земам пример за нашата општина. Јас од нашата општина ја затекна блокирана, уништена, со еден збор задолжена, со еден збор општина во која што во првите моменти емотивно тоа ќе го споделам, дури ми доаѓаше да си заминам од тука. Но поддршката која што ја имавме од владата, безрезервната, посебно во регионалната патна инфраструктура, и поддршката на повеќе полиња во делот на проекти кои што се реализираа во изминативе 3 години, ме прават посебно горд заради тоа што некои делови од програмата кои што имав како градоначалник и ги надминавме, но има делови во кои што се уште не се реализирани, за жал, или се реализираат и одат тоа бавно. Бавното реализирање на активностите заради тоа што во државата тоа е проблем со кој што се соочуваат сите градоначалници, е недостиг на фирми или на работен кадар кој што може да изведува проекти и во тој дел проектите одат бавно. Втората работа во која што сите ние се соочуваме како градоначалници е тоа што немавме проекти. Денеска не можете вие да реализирате некој проект, да го имплементирате ако немате претходно проектна документација. И тоа беше посебен проблем, изразит во руралните општини и мислам дека успешно на некој начин се справивме. Граѓаните генерално, тоа е мислењето кој што доаѓа до мене, но сепак има тука анкети, има релевантни институции кои што можат тоа лесно да го проверат. Општина Чашка е на вистинскиот пат во наредниот период да стане модерна и урбана општина во кој што беше крајно запоставена. Недозволиво е општина која што е во центарот на Република Северна Македонија да била така запоставена. Јас ќе земам пример дека општина Чашка има 123 километри регионални патишта.
Ние годинава или минатата година асфалтиравме регионални патишта кои што последен пат биле асфалтирани во далечната 1982. Ние се уште имаме населени места, имавме во кои што граѓаните нема елементарни услови за живот, значи вода и фекална канализација. И ако се прашуваме колку ние направивме премногу, но остана уште еден добар дел кој што треба во наредниот период да се направи. За да биде ситуацијата таква каква што ја затекнав, тоа е наследено со години нанасад. Значи секој градоначалник ако се грижел за граѓаните, ја велам барем 50% од тоа што го ветил пред граѓаните пред изборите, мислам дека нашата општина денеска ќе беше многу поразвиена, затоа што урбаните општини, јас сум посебен горте, веќе јас помнам општина Центар, веќе таму размислуваат за многу по активности други кои што кај нас се уште ги немаме елементарните активности или елементарните потреби на граѓаните завршено. Како пример ќе земам дека преку 50% од населените места на територијата на општина Чашка немаа водоводни системи. Преку 70% од населените места немаа ни фекални канализации. Имаме повеќе од 3-4-5 населени места во кои што немаат ни пристапни патишта асфалтирани до самите населени места. Со еден збор, ситуацијата е алармантна, беше алармантна, но се уште и јас како градоначалник, искрено како граѓанин, не сум среќен или задоволен, затоа што секогаш се може повеќе. И ако ни е водилка дека секогаш се може повеќе, можеме и текако да успееме да направиме добро за граѓаните. Мене ми е гордост што нашите граѓаните на оваа држава не се многу захтевни, немаат премногу барања. Многу ни се скромни граѓаните. Бараат основни елементарни услови: вода, пат и канализација. Тоа е едно добро во кое што секоја држава на запад веќе го има пред 20-30 години завршено, а ние тек сега некои од тие процеси ги имаме завршено, а некои процеси се реализираат, а еден дел, мислам дека уште наредната година ќе ни останат некои процеси кои што треба во наредните 4 години да се завршат. Со еден збор, ако се работи домаќински, одговорно, честно и посветено на работата, успехот е неизбежен. Да не се вадиме дека нема пари, нема средства. Има пари, има средства. Јас сум среќен што Македонија од наредната година се надевам дека ќе го започне процесот на предпристапните фондови и тука многу битен момент ќе биде за градоначалниците да ги искористат тие предпристапни фондови за да направат нешто повеќе за граѓаните во своите општини, како што и јас како градоначалник во мојата општина се трудам да направам повеќе добро за граѓаните. И нема цена кој ќе видите насмевка на граѓаните или задоволство. Тоа е најубавото нешто. Дали бисте кандидирале на локалните избори повторно за да продолжите оваа приказна? Има повеќе моменти. Моментално не размислувам дали ќе се кандидирам, затоа што на крајот од денот кој ќе заврши пред завршетокот на мандатот, граѓаните самите ќе си кажат дали треба да се кандидирам или не треба да се кандидирам. Сепак тоа е факт или мислење кој што граѓаните треба да кажат. Ако ние уште сега велиме да, јас ќе одам, немаме поддршка од граѓаните, тогаш е погубно да се оди против граѓаните. Сепак на крајот од денот граѓаните кажуваат или даваат сигнали, тоа се осеќа, значи тоа може секој од нас градоначалниците да го почувствува дали треба или не треба да оди. Јас сега за сега не размислувам дали ќе одам или не одам, тоа ми е најмалку битно. Најбитно ми е да го завршам мандатот успешно и тоа што е направено во овие 3 години, веќе наредната година е 4-та, за мене е најголем успех дека тоа се што е направено ќе остане во историјата. Велам пак дека граѓаните ќе си го кажат своето, иако во овој момент не размислувам и дури почнува некои пријатели што се околу мене да ги фаќа као паника, ама зашто ти не размислуваш, викам нека заврши првен мандатот, нели? Да си го завршиме тоа што ни е доделен од граѓаните, па потоа ќе видиме што ќе правиме.
Како локалната самоуправа се подготвува за интеграција во ЕУ? Што прави општина Чашка на ова поле? Многу тешко прашање. Многу тешко прашање. Мислам дека ке голем дел од градоначалниците кои што доаѓаат од руралните општини, ова е едно од најтешките прашања, како ние се подготвуваме за влез во Европската унија. Првен, јас во повеќе наврати аудирам до државната власт и сум зборувал и на средби дека првен државата треба да донесе детални урбанистички планови за сите населени места. Општина Чашка има 41 населено место, за жал досега нема ниту еден детален урбанистички план. Тек наредната година ќе почнеме процес за донесување на детални урбанистички планови во 2 до 13 поголеми населени места. Што значи тоа? Тоа значи дека општина која што нема детални урбанистички планови, парите, предпристапните фондови или средствата од ЕУ може само да ги сонува. Значи, ако немаш ти детален урбанистички план, ниту еден ИПАРТ, ниту една програма од предпристапните фондови не може да влезе во твојата општина или во случајот во нашата општина. Така да ова е сериозен проблем и мислам дека посебно во руралните општини и како треба да ни помогне државата и веќе е разговарано да можеме да ставиме државата, ја што велам, на карта или да дигитализираме. Таков пример успешен за мене е Словенија, која што за 2 години успеа да ги пречека предпристапните европски фондови со целата држава со лек специјали закон да стават на карта. Значи да дигитализираат или да донесат детални урбанистички планови. Што не беше такво в случајот во други соседни држави, нема да ги именувам кои, и голем дел од тие предпристапни европски фондови останаа неискористени. Така да аудирам и апелирам до надлежните министерства, до владата, и сум апелирал јавно, дека мора да ни помогнат да овој процес го завршиме и тоа е еден од основите во кој што ние како рурални општини можеме да направиме многу повеќе. Тука ќе земам пример, да искористиме да се направат хотелски комплекси во планинските населени места. Као еве ќе го земам пример планинарскиот дом Чеплес. Тој дел е многу интересен, тука е над него е Солунска глава. Убав простор за жичари, за хотели. Значи, пристапниот пат не е завршен, како пример, го зборам, но сето во овој момент ние немаме детални урбанистички планови. Кои ќе дојдат средствата на предпристапните фондови, ние не ќе можеме тие да ги искористиме. И додека ние тој процес го завршиме на обезбедување на потребна документација, ќе изгубиме драгоцено време. И тоа нема да биде време од година-две. Тој процес, според мене, како што и гледам сега работите, ќе потрае повеќе. Значи, ние како општини, колку и да се трудиме овој процес да го завршиме, јас ќе ви кажам дека за нашата општина ќе ни треба над 2 милиони евра да се стави, да се дигитализира или да се направат детални урбанистички планови. Ако буџетот на општината е 800.000 евра, грубо, значи нас ќе ни треба добри 3 години, никој ништо да не работи во општина, да ставиме целата општина да ја дигитализираме или да направиме детални урбанистички планови, што се основ за користење на предпристапните европски фондови, на ИПАРДот и така натаму. Многу битен момент е граѓаните да не се делат, значи да не се поделуваат на по етничка или по партиска основа, и во тој дел ние како општина се трудиме да сето тоа го докажеме кај граѓаните, и мислам дека веќе граѓаните го препознаа дека за нас се сите граѓани исти. Јас ќе земам еден пример, кај нас е приемен ден во четврток кај градоначалникот, и верувајте ми дека дневно преку 50 луѓе доаѓаат на средби со градоначалникот. Секој си има мака и секој има нешто да си каже. Никогаш не сме ги делеле граѓаните по партиска, по верска, по социјална група, затоа што за нас се сите граѓани исти,
И многу битен момент е дека градоначалниците, кои како ќе си ја свати работата, дека потребно е да биде присутен повеќе меѓу граѓаните. Присуството повеќе меѓу граѓаните значи дека граѓаните да не чувствуваат како свој. Тоа е момент и пример како ние не треба да ги делиме граѓаните. Значи јас ми се случува месечно да посетам по 2, 3, 4, 5 населени места во зависност и да седнам со разни граѓани. Било да се тоа македонци, албанци, турци и така натаке. Така да многу битен момент е дека е до нас токму, до функционерите, да ние како градоначалници допринесеме за негување на тој дел. За жал, невладиниот сектор не е само тоа проблем во нашата општина, тоа е проблем во многу рурални општини, кај што е веќе замрен. И тука мислам дека треба многу да се поработи, затоа што невладините организации и како можат да допринесат за развој на овие европски вредности. И мислам дека покрај нашата општина има многу општини во кои што тој дел е замрен. И тука ни е хендикеп како општина за изработка на проекти или на реализација на активности кои што би се имплементирале помеѓу граѓаните. Еден дел од тие активности ги спроведуваат училиштата на територијата на општина Чашка, кај што имаме 3 централни училишта и уште 5 подрачни. И преку проектите на Европска унија, како што е типичен пример Erasmus Plus проектот, се имплементираат досега преку 2 проекти од делот на мултиетничноста и мислам дека концептот е многу добар, бидејќи голем дел од граѓаните, било да се тоа од албанска етничка заедница или да се од македонска, ги научие културите. Пак на крајот ќе речам дека во руралните општини овие европски вредности највеќе покрај тоа што општината еден дел може да ја имплементира, највеќе може да се имплементираат или да се едуцираат граѓаните преку невладиниот сектор. За жал, во голем дел од руралните општини тоа го немаат. И е препуштено на самата општина, што нема ни капацитет и доволно тоа да го шири. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.